Како и во фамозната и светски позната трилогија Војна над звездите, премиерот Ковачевски не сака да ја открие на јавноста која е личноста зад маската на негативниот лик Дарт Вейдер, кој го уништувал македонското правосудство, па морал тој, веројатно во улога на джедај, да го менува кривичниот законник. Остава јавноста и истражувачките новинари да се врателе 15 години наназад и да го откриеле идентитетот. Јас ќе оставам на имагинацијата, на креативноста, меѓутоа и на истражувачкиот потенцијал на нашите новинари, да се навратат 15 на години во нашиот правосуден систем, да видат како се менувани одредени закони, како се монтирани одредени процеси и тогаш ќе можат многу лесно да идентификуваат кој е Дарт Вейдер на македонското правосудство. Инаку, со овие законски измени на кривичниот законник изгласани токму од владата на Ковачевски, оние кои злоупотребувале службената положба, но и злосторнички се здружувале, од денеска ќе одговарат пред законот, ама со драстично помали казни. Стапија на сила новите измени од кривичниот законник изгласани само со владеачката коалиција и тоа по скратена постапка со налепено европско знаменце. Иако граѓаните вријат, сепак власта си тера по свое. Законот го објави во службен весник и сега дел од него стапува на сила. Намалувањето на казните на криминалците од највисоки редови доби критики од македонската јавност, но и од меѓународната. Владата декларативно се залага за членство на Македонија во Европската унија, но чекорите кои ги превземаат се чини како да не оддалечуваат од неа, особено ако се зема предвид фактот дека борбата со корупција е едно од основните начала на европското семејство. Евроамбасадорот Дейвид Гир, прашан токму за измените на кривичниот законник, рече дека овие измени носат ризик за намалување на неказнивоста. Како прва забелешка беше Европската комисија повторно изрази загриженост во врска со употребата на европското знаменце и овој пат искал така за да може да се запази усвојување на некој закон. Претходно и од Европската комисија изразија загриженост и за како е донесен законот и што содржи истиот. И од Американската амбасада го разгледуваат спорниот закон. The legal team at the embassy is looking at it. I have not seen it and read it myself. And so I can't comment on it. And as we said in the statement, as the State Department said, we just looked and hoped it has followed the procedures that are within the legal system under Macedonian law. Измените првично поминаа на владина седница одржана на 29 август 2023 година, но јавноста не беше информирана за тоа ниту од владината преслужба, ниту од некого од незините членови. Во собранието тие беа поднесени со европско знаменце. Таму експресно го помина филтерот во Комисијата за европски прашања, а потоа и на пленарна седница, каде беа изгласани со 48 гласа за. 36 пратеници беа против, а имаше и еден воздржан.